Добро вечер, почитувани гледачи. 19 часот, денес е вторник. Ова е време кога се емитува премиерното издание на емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Мултипла склероза е темата која што вечерва ја одбравме за оваа емисија, а на оваа тема за она што представува истата. Кои се симптомите, кои се причините и кој е начинот на третман, вечерва јас разговарам со професор доктор Лилјана Илиевска, невропсихијатар од специјалната болница Филип II. Докторке, добро вечер и добре дојдовте еве по втор пат во Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам за поканата. Така. Мултипла склероза, што е тоа? Што представува? Мултипла склероза е едно доста често заболување на централниот нервни систем, од која во светот боледуваат преку милион луѓе. Некаде 2,3 милиони страдаат од оваа болест. Тоа е болест која што ги напаѓа, односно заболуваат повеќе младите луѓе и ги инвалидизира. Спаѓа во групата на демиелизациони заболувања, заради тоа што се ствараат така наречени демиелизационни плаки или лезии во мозокот. Значи во белата маса на големиот мозок и на рбетниот мозок. И тие демиелизационни плаки се видливи со помош на магнетна резонанца. Опишана е прв пат од францускиот автор Шаркот, кој се предпоставува дека и тој боледувал од мултипла склероза, и опишал еден триаз кој што е карактеристичен по тоа што тие болни имаат интенционен тремор, нистагмус, тоа се ритмични покрети на очите која не може да фиксира, тремор интенционен која пред целта, значи покажување координационите покрети се нарушени и скандиран говор. Тоа се три симптоми кои тој ги опишал како патогнеумонични за мултипла, меѓутоа тие се јавуваат во понапреднатата фаза. Така да откривањето на болеста е уште порано со други симптоми кои може да се појават. Што всушност се случува кај мултипла склероза? Значи, кај ова болест доаѓа до нарушување на преносот на импулсите од невроните, значи нервните клетки, преку нивните продолжетоци, тоа се долгите продолжетоци, наречени аксони, и на тие аксони постои обвивка, наречена миелинска обвивка. Преку таа обвивка се електрично пренесуваат сите импулси во мозокот. И тоа многу брзо, скоковито, преку тие чворови. Кај мултипла склероза, како резултат на овој демиелизационен процес кој што представува аутоимунен процес, доаѓа до оштетување баш на тој миелин. Значи, кај што се пренесуваат тие импулси, тука се ствараат уште лезии, како плаки, кои што го прекинуваат преносот. И на тој начин се јавуваат испадите од различни нервни симптоми. Значи, тие испади зависат од тие плаки каде ќе се појават. Самиот збор мултипла кажува дека такви плаки ги има многу, мултипли, а склероза затоа што тие плаки понатаму склерозираат. Значи, во својата еволуција склерозираат. И затоа името го добила мултипла склероза. Инаку тие се карактеристични плаки што се со различна старост, значи се јавуваат нови, има постари, помлади. Се јавуваат околу обично комората, значи коморниот систем на мозокот, потоа се јавуваат на оптичкиот нерв, се јавуваат во рбетниот мозок на вратот. Значи има некои карактеристични места кај што се јавуваат, меѓутоа може да бидат секаде во белата маса на мозокот. И поради тоа, значи, самото име го добила мултипла склероза. Значи, мултипли жаришта кои што понатаму склерозираат. Каква е состојбата со мултипла склерозата еве тука во Македонија, па и на светско ниво, и на која возраст најчесто се јавува? Да, рековме дека таа болест која ги инвалидизира младите и најчесто се јавува на околу 30 години, значи од 30 до 40 години. Поредко се јавува после 50 години и пред 15 години. Што значи најголема фреквенцијата е на 30 години. И за жал тие болни, таа е доста сериозна болест, од своја млада возраст се инвалидизирани. Исто така почесто се јавува кај женскиот пол, 2 пати почесто се јавува кај жените во однос на мажите. Тоа се поврзува некаде со тој HLA антигенот
кој што е карактеристичен за ова болест. Распространетоста на ова болест е исто така различно и тоа е исто така доста интересно, затоа што може да се јави со една фреквенција од 2 до 150 разлика, зависно од тоа од географскиот регион каде се наоѓа. Познато е дека почесто заболедуваат од мултипла склероза оние кои што се подалеку од екваторот, значи во северните земји, тука спаѓа Северна Европа, Скандинавија, например, Северна Америка, Канада, Јужна Австралија исто така се бројуваат, земјите Нов Зеланд, а многу помалку ризик за заболување од болеста е кај земјите кои се поблиску до екваторот. Тоа се Јужна Африка, Јапонија, Кореја, оние кои се блиску. Тоа се должи до некаде и на изложеноста на сонцето и во последно време стварањето на Д витамин, кој што се предлага и како еден терапеутски пристап кај овие болни. Во Македонија имаме некаде регистрирано околу 1200 такви болни кои се регистрирани со едно посебно здружение на мобилност кое се нарекува. Тоа има и здружение за мултипла склероза, тука се обично вклучени овие болни кои се со инвалидитет. Сега имаше пред недела дена, баш да спомнам, и ден за мултипла склероза во среда, на 25 мај. Тоа е фактички светски ден за мултипла склероза, значи последната среда од месец мај, одбран за таков ден. И тие болни имаат сите своја приказна, која што е доста на еден начин и жалосна, затоа што од млади години остануваат инвалиди. На кој начин они го одбележуваат денот за борба против мултипла склероза? Тие го одбележуваат со некои активности, мислам, они се доста скромни, така да си ги кажуваат своите приказни сете кој како заболели, така да имаат некои предавања и така. Се држат некои преку Црвен крст и така. Сме биле и ние на такви предавања. Обично тоа здружение треба да се грижи за околу третманот на тие болни и така натаму. Што е битно за таа болест? Значи, како да ја препознаеме болеста, кои се главните симптоми на болеста? Значи, таа болест, самото име кажува мултипла склероза, значи мултипли жаришта, мултипли симптоми. Речиси сите невролошки симптоми и испади може да се јават кај оваа болест. За разлика од другите заболувања, например како мозочни удари, кај што јасно е, ќе се јави парализа на едната страна, тогаш тоа е јасно дека има една локализација од каде што се случила оваа парализ. Кај мултипла склероза се симптомите различни и раштркани. Зависно од тоа кои симптоми се јават, може да се јават во почетокот, например, губиток на видот, тој ќе се поврати, а потоа ќе се јави парализа на некоја рака, нога и така натаму. И систематизирано тоа може да биде на тој начин што може да имаме симптоми од сите делови на мозокот. Значи може да имаме сензитивни симптоми најчесто или сензорни симптоми. Тие сензорни симптоми може да бидат, например, како што реков, губиток на видот на едното око. Тоа трае неколку недели, се повраќа и ако не се обрне внимание, болеста понатаму се напредува. Значи треба и уште на почетните симптоми да се реагира на еден начин, да се тие болни третираат. Потоа може да се јават симптоми на трнење на некој екстремитет, па тоа се повлекува. Значи има таков ток на појава и на појавата на симптоми, или се вика напад или екзацербација, а повлекувањето се вика ремисија. Тоа се должи, таа ремисија се должи на тие демилизационни плаки на еден начин регенерираат во одреден степен во почетокот. Меѓутоа понатаму кога ќе склерозираат тие, не можат да регенерираат. И затоа болест има различен ток. Потоа може се јават моторни симптоми. Значи моторни симптоми во вид на парези и парализи, значи мускулни слабости, кои може да карактеристично да зафатат различни делови. Може најпрво да се одземе едната рака, тоа се вика монопареза. Ако се од една половина на телото е хемипареза или три пареза, три екстремитети или 4, тогаш се навистина тие инвалиди и завршуваат во количка, кога сите 4 екстремитети се неподвижни. Понатаму, значи, можеме да ги вброиме сите симптомите од малиот мозок,
и тие се доста тешки симптоми, затоа што се јавуваат симптоми на пореметено рамнотежа, значи тие не можат да одат, не можат да одржуваат рамнотежата, одат на широка основа со тенденција да паѓаат. Потоа имаат сите тие симптоми како што се бројани од Шаркотовиот триаж, што го спомнавме, значи нистагмус, интенционен тремор, скандиран, пореметено е говорот. И сето тоа е резултат на пореметување на тие врски во мозокот, од пореметените, значи од демиелизационите плаки кои што го пореметуваат транспортот на или трансмисијата на импулсите. Потоа имаме симптоми од мозочноста, значи најубаво е кога ги систематизираме, значи може да бидат од секаде. Значи тие си идат како дупло гледање, како на пример неуралгија, болки на лицето, парализа на лицевиот нерв, поред кој губиток на слухот или пак некои алтерни парализи или пак кардиореспираторни нарушувања во симптоматологијата. Да ги вброиме и сфинктерните нарушувања. Тие се доста чести, негде 70-80% кај овие болни. Значи доста тешки симптоми, затоа што доаѓаат до чести повици за уринирање, неможност на контрола, инконтиненција на мокрајката или пак ретенција, што е уште потешко, значи неможност да мокри. Тоа што треба да се катетеризираат. Исто така имаат пореметување или на обстипации, така наречени, во дефекацијата и така натаму. Другите симптоми се психички симптоми, значи имаат депресивни состојби или обратно, ние го викаме еуфорија, која пак се порасположени или критични за својата состојба. И така тешка состојба тие тука природата како да се бори на еден начин да не ја сваќа толку сериозно својата состојба и инвалидитетот, па тие на еден начин имаат едно еуфорично расположение, што исто е карактеристично за оваа болест. Као и поголем број од болните, негде 80% има замор, значи кај тие хроничните прогресивни форми на мултипла склероза. Епилептични напади исто може да сеат, меѓутоа се знатно поретки и тука тие се третираат исто со антиепилептична терапија и така се тие решаваат. Значи, симптомите, како што рековме, се најразлични од секоја сфера на мозокот. Сега, за да може да се тие систематизираат, значи се овие поделени клиничките форми на мултипла склероза, се во неколку групи поделени или подвидови. Значи, тоа е се мултипла склероза, меѓутоа има различни видови, а тоа е битно да се определи заради прогнозата на болеста и третманот на болест. Значи, имаме во главном 4 вида, кои што се како ремитентна форма, во кое што се јавува ремитентна, примарно прогресивна, секундарно прогресивна и примарно прогресивна ремитентна. И една као посебно бенигна форма. Што значи таа вака за појаснување? Нема големи разлики, меѓутоа тоа е истата болест која што различно се манифестира. Кај ремитентната, реков, битно е заради тоа што е различен третманот на сите тие. Значи, кај ремитентната форма имаме појава на атаки или напади, на симптоми со невролошки испади, и тие симптоми трајат одредено време, се повлекуваат, кога имаме фаза на ремисија, за да поново се јават истите симптоми или некои нови симптоми. И така тие симптоми се натоложуваат, тие се повлекуваат, меѓутоа секогаш останува извесен степен на неспособност и доведува до инвалидитет. Во тек на животот, значи тие на крај завршуваат исто така со инвалидитет. Кај другите форми, примарно прогресивно, тие се потешки, скоро најтешки, затоа што од самиот почеток болеста е прогресивна. Значи, кај нив немаме ремисии. Кај нив болеста прогредира со тие невролошки испади и брзо настанува инвалидитетот. И таа секундарно пак, значи, почнува како ремитентна, па после тоа станува прогресивна. Значи, такви комбинации се можни, или обратно, болеста е прогресивна со ремитентни фази, значи, после стануваат со екзацербации. Сето тоа е, значи, една иста болест која различно се манифестира и тоа познавањето е битно ради приодот кон третманот на овие болни. Инаку, бенигни форми се тие кои што, например, се јавуваат симптоми, се повлекуваат и сепак со подолг период ставаат известни неспособности, меѓутоа не доведуваат до некоја голема инвалидност како овие другите форми.
Сега, што е битно за болеста? Значи, како... Само да едно мало прашање околу симптомите. Вие споменавте и оваа бенигна форма. Значи ли тоа дека ако еден од симптомите ги има пациентот, например, губење на видот на едното око, за кратко, па пак враќање, значи ли тоа дека со сигурност има мултипла склероза или па тоа се должи на нешто друго? Тоа е битно да се посомневате дека постои такви мултипла склероза. Значи, како се поставува диагнозата на мултипла склероза? Значи, прво е битна клиниката, значи и самите податоци кои ги добиваме, значи анамнезата, тоа што го викаме, како се појавиле симптомите. Значи, треба да се распрашате дали имало тоа, па се заборавиле тие симптоми, па се јавиле нови симптоми. Обично пред себе имате млада личност. Значи, кажавме дека тие се од 30 до 40 години, па уште и помлади, нели? Тој ранг е и може 20 и така. И понатаму, значи, се прави добар невролошки преглед. Тој невролошки преглед, значи, може да открие значи, испади кои што и пациентот може не е сосема свесен. Тоа ќе биде во рефлексите. Ние, например, имаме појачани рефлекси, па патолошки рефлекси, као бабински, ние кои го викаме. Значи, си имаме ние симптоми по кои веднаш можеме да се посомневаме. И самото тоа што не можеме да ја локализираме болеста, симптомите од една локализација, како што спомнав, како кај васкуларните, кај мозочните удари. Кај што тоа се знае каде настанало оштетувањето и се јавува точно од тоа место симптоми. Кај мултипла ќе имате различни симптоми. Значи имате од сите тие нивои кои што ја претходно ги наброив. Значи првото тоа е сомневање, клинички анамнезата, клиничкиот преглед и понатаму се прават испитувања. Испитувањата се постојат, значи, према Макдоналд, значи, битни се клиничките, лабораториските и рентген диагностиката. Значи, од кој ќе направиме добра клиника, добар клинички преглед, значи, одиме кон испитувања. Од лабораториските испитувања кај нас значи, се прават евоцирани потенцијали, што значи, тие потенцијали ја испитуваат трансмисијата на мозокот, баш тоа што е нарушено. Рековме дека како резултат на тие демилизационни плаки доаѓа до прекин на таа трансмисија, значи спроводливоста по тие нервни влакна. И таа точно ние можеме да ја локализираме и да рано ја откриеме со помош на евоцирани потенцијали. Тие евоцирани потенцијали ги работиме кај нас во Филип Тори и на клиника. И тие ги има неколку вида, значи ги имаме зависно од стимулусот со кој го ние испитуваме. Значи може да го испитуваме преку очите, видните евоцирани потенцијали, тие се скоро најпозитивни кај мултипла, затоа што се овие демилизации јавуваат на оптичкиот нерв често. И тука имаме некаде 90% позитивни наоди. Значи се прави веб за да се исклучи некаде за 90%. Потоа се прават соматосензорни. Соматосензорни, значи сензитивни стимули правиме, затоа што сензибилитетот исто е нарушен. Тие се нешто помалку осетливи, меѓутоа 70 до 80% се позитивни. И потенцијалите на мозочното стебло или баеб кој го викаме, тие се некаде околу 70%. Така да ние во суштина секогаш ги заокружуваме тие сите три нивои за да видиме дали има индикации за да постои. Понатаму се прави магнетна резонанца. Магнетна резонанца е метода која што дава да се видливи тие демилизационни плаки. Значи тие што се места кај што се нарушени, каде што таа бела маса, нели, миелинот кај што е оштетен, се гледат како плаки. Значи разни, со различни големини и со една карактеристична локализација. Многу често на магнет ние гледаме демилизационни плаки, рентгенологот ќе прочита, меѓутоа тоа не значи мултипла склероза. Ако клиничарот, ако неурологот не ги компонира тие демилизационни со наодот клинички и со евоцираните и со лумбалната пункција, со ликворот, значи не значи секогаш мултипла склероза. Значи затоа и васкуларните пореметувања, да речеме, баш денеска имавме пациент кој што имаше такви демилизационни плаки и откривме ние дека има тоа ПФО што го викаме форамен овале перзистентно, кој фрла во мозокот тромби, емболуси и прави такви демилизационни плаки.
Такви демиелизациони плаки гледаме ние и кај многу васкуларни нарушувања, микроемболуси. Така да, за да се постави мултипла склероза, треба точно да се направи комплетен клинички, рековме, лабораториски и рентгенолошки. Понатаму се прави да не пропуштиме лумбална пункција, крајно, за да се потврди тоа, затоа што е таа аутоимуна болест, кај што имаме промени во ликворот. А ликворот е течност во која циркулира, плива мозокот, таа иде од коморите преку тој субарахналниот простор и ние добиваме од рбетниот мозок во месото кај што нема рбетна мождина. Вадиме таква течност која анализираме со помош на електрофореза и тука има гама глобулински тип, специфичен за мултипла склероза и постојат тие олигоклонални траки. Тие еднаш кои ќе се појават веќе како маркер стојат доживотно. Оној кој што е заболен од мултипла склероза. Така да во тие испитувања битно е да се направат сите тие испитувања за да се потврди. Некогаш кога ќе напредне болеста е јасна, меѓутоа во почетокот пред да се постави точна дијагноза, затоа што доаѓаат диференцијално дијагностички и други состојби, треба да се направи комплетна анализа. Така, колку време трае тоа дијагностицирање на сите овие методи кои што ги споминавте, доколку е потребно се да се направи? Тоа не треба многу време. Тоа може и во еден ден да се направи, во 2 дена. Сето тоа зависи со што се располага. Тоа, например, кај нас е можно да се направи магнетна, сега располагаме со најсовршена магнетна, заборев да кажам, резонанца, во која што дава не само да се снима со контраст, да се видат тие наодите, него и fiber tracing се вика една метода која што се гледаат овие влакната на се испитува подецидно со подруги методи, специфичен програм постои за мултипла склероза. И тоа располагаме евоцирани, располагаме клинички и останува само да се пунктира. Тоа е, исто таа анализа може да се направи во еден ден. И не се тоа долготрајни испитувања, меѓутоа само треба да се посомневате за тоа и да комплетирате дијагнозата. Така. Кои се можните причини за појава на мултипла склероза? Сега за можни причини за појава на мултипла склероза, иако таа е позната преку 150 години, кажавме дека е одамна позната, сепак се уште не се сите фактори познати кои што ја предизвикуваат болест. В суштина постојат повеќе можни фактори кои што се поврзани со мултипла склероза, за кои се знае денеска. Тука се вбројуваат генетските фактори, имаме случаи кај што имаме и генетски фактори, меѓутоа не кај сите. Потоа разни имунолошките промени кои што настануваат, аутоимуните процеси во организамот и кај што се случува инфекциите, вирусните инфекции кои може да бидат покренувачи, предизвикувачи. Во суштина и самата животна средина се опишува дека на еден начин игра улога за појава на мултиплата склероза. За животната средина, како што спомнавме, тие ризиците за мултипла склероза ги имаме со низок, среден и висок ризик. Познато е дека највисок ризик имаат луѓето кои што се подалеку од екваторот и кои што се помалку изложени на сонцето. А тоа се должи на стварањето на D витамин до некаде, што во последно време постојат такви теории дека високите дози, тој Цицеро има, познато е автор бразилски, кој што протежира еден метод за лекување со високи дози на D витамин, D3 витамин на овие болни. И тоа сега ние една таква студија спроведуваме на Филип Тори, каде што ке тие болни ќе се даваат такви високи дози и ќе се третираат, ќе се испитуваат, ќе се компарираат тие наоди со помош на евоцираните пред терапија, по терапија, ќе се испитуваат со магнетна, ќе се следат за да може да се дојде до некои заклучоци, колку тие помагаат. Меѓутоа тоа не се лекови чаробни кои што ќе ја излечат болеста, него ќе ја зголемат ремисијата и ќе го намалат инвалидитетот.
Исто така се најдени, има и кај италијанскиот автор Замбони протежираше една искуство и метод за хронична инсуфициенција на венската циркулација преку југуларните вени. И таква една студија ние спроведовме во Филип Тори, кој што кај тие болни се откриваше со помош на контрастни снимања дека е нарушена таа циркулација. Тие југуларни вени се запушени на еден начин. Па се правеше балон дилатација и доаѓаше известно подобрување. Меѓутоа, тоа беше комплетно објективно следено со помош на една скала за инвалидитет, Курце скала и да се скалата, кај што имаше подобрување во тие бројки кои се некаде до 10, да малување на тој инвалидитет за 2 до 3 степени. Истовремено евоцираните беа подобрени. Меѓутоа, она што покажува со тек на времето поново се покасно состојбата си прогредира на свој начин. Значи, таа е болест на која што не можеме да најдеме еден единствен предизвикувач. Постојат повеќе, значи, предизвикувачи кои што може да се поврзани. Нели се поврзува исто така и со инфекции, да речеме, се доста микроби се. Меѓутоа, ни една студија не ги потврдува кои точно се тие. Значи, се познато е дека може споро прогредирачки вируси, како херпес симплекс, како морбили, заушки, па да речеме било кои рубеоли, може да провоцираат да дојде до мултипла склероза, меѓутоа во суштина тие го нарушуваат имунитетот, ги активираат тие Т-лимфоцити, настанува една воспалителна реакција која што ги предизвикува тие демилитациони плаки. Тие Т-лимфоцити се оние кои што се одбрамбени лимфоцити и при едни такви предизвикувачи, значи настанува да се пореметува тој имун процес. Тие поминуваат преку крвно-мозочната бариера, навлегуваат во мозокот и погрешно миелинот го препознаваат, најпросто кажано, како да е тоа вирус и го напаѓаат. Значи, погрешно да се постигне, значи и го напаѓаат негативен и тука тие плаки се стварат. Тоа најпросто така може да се објасни. Меѓутоа тука настануваат низа верижни реакции у кои што се активираат разни механизми, се лачат цитокини, значи така натаму. Така да тој процес, аутоимун процес кој ќе почне еднаш, тој продолжува суштина. И затоа она спаѓа во групата и на аутоимуни демилизирачки заболувања. Предизвикувачите, значи не можеме ние сите да ги опфатиме, затоа што има доста такви фактори. Пример, познато е општо дека во животната средина, да речеме, кај тие болни може да се влоши состојбата обично на лето или во пролет, кога е повручина. Обично не поднесуваат топли бањи, не се препорачува да идат во некои топли бањи, иако тие имаат инвалидитет. Порано постоеше една, мислам, и сега постои таа во Трепча, бањата беше протежирана како бања која помага на мултипла склероза. Меѓутоа и таа не се покажа, нема чаровен лек, рековме. Она што исто така може да се поврзе бременоста кај тие лица, во тек на бременоста не мора да има така чести екзацербации, меѓутоа после пораѓањето кај тие болни често доаѓаат до појава на екзацербации или настапи на губитоци, некои невролошки кои ќе се јават. И обично ние во анамнезата кој ќе чуеме дека после бременоста се јавиле некои симптоми, специјално помислуваме дека може да се работи за ова болест, па да направиме децидни испитувања да докажеме или да ја исклучиме. Така. Околу тераписките можности, ја споминавме D3 витаминот. Да, добро, тоа е алтернативна терапија. Така. Тераписките можности, исто така не можеме да кажеме дека не постои лек, како што викам чаробен лек, кој што може да ја излечи болеста. Значи, лекот помага да се вратат симптомите кои што се појавиле, невролошки испати, да дојде до ремисија.
да ја модифицираат болеста и да ги продолжат ремисиите. Значи, тие се на тој начин. Меѓутоа, самата болест која ќе почне, таа не може да има таков лек со кој што може да се сосема излечи. Признаени се неколку видови на такви терапии кои што помагаат на еден начин од умерен степен. Тука се вбројуваат, нели, посебно кај ремитентната форма, која што иде во настапи во ремисии. Во состојбите кога доаѓа до настап, напад или екзацербација, се дава кортикостероидна терапија. Тоа се високи дози на кортикостероиди во инфузии, се дават, нели, пулсна терапија со високи дози неколку дена, па се прекинува. Од тој начин, значи, се постигнува враќање на симптомите, но подолготрајната употреба може понатаму да не реагираат на таа терапија. Значи, тоа се првите 3-4 години може да се постигнува известен ефект, понатаму не може да се постигне. И обично тие болни понекогаш им се прави и плазмафореза, значи се прочистуваат од тие антитела што го напаѓаат миелинот. Другата терапија која е признаена како во модификацијата на болеста, тоа се интерферонската терапија. Таа е некаде од 2009 година признаена терапија и се употребува кај нас на клиниката за неврологија. Таму се вклучени поголем број на пациенти. И обично имаме неколку групи, нели, имаме интерферон бета, се дава еден бета, значи Авонекс, Ребиф, Авонексо се дава интрамускуларно, Ребиф од субкутано или подкожно, потоа имаме бета, 1Б и 1А имаме, нели, од интерфероните групата, тоа е бетаферонот, кој се дава кај овие прогресивните форми, хроничните прогресивни форми. Други кои што се друга група како лек кој се дава копоксонето, глатимер ацетатија, тоа е друга група на лек, кој исто така може да се даде субкутано, меѓутоа постои уште се даваат и цитостатици кај тие потешките форми, кај што се прогресивните форми. Во инфузија они раствори се даваат во месечни интервали. Се даваат и исто така и моноклонални антитела Тисабри, познат еден лек. Меѓутоа, сите тие имаат строго протежирани нели, кога треба да се дадат. И битно е да се каже, ова терапија има умерен ефект. Значи, не можеме да комплетно ја спречиме болеста или да ја на еден начин да ја излечиме. Значи, да се... Значи, полесно се лекува примарно ремитентната форма, а тешко се лекува прогресивните форми. Кај што главном се даваат овие цитостатици и болеста си понатамо напредува. Меѓутоа, постојат и алтернативни исто така третмани? Постојат такви, затоа што како секоја хронична болест, кога веќе нема некој лек, луѓето нормално се обидуваат, па и се протежираат такви лекови кои се алтернативни. Меѓутоа, не се тие ниедни докажани со некој евиденс не се докажани дека се со некои студии дека се сигурни третмани. Во таа група, нели, сега во последно време спаѓа и медицинскиот канабис, кој еве слушаме дека е достапен во апотеките и така да времето ќе покаже, тоа не може исто да биде некој чаровен лек. Исто се тие порано постоеја убоди од пчели, по неколку убоди во исто време за да се сколеми имунитетот. Потоа се дава во хипербарични комори, па матичните клетки беа едно време. И како што рековме, со високи дози сега во последно време, како понова терапија, е тоа високите дози на D3, што верувам дека и тоа не е штетна терапија, заради тоа што таа е достапна терапија. И има некоја логика затоа што болеста, рековме дека има висок ризик во земјите каде што има помалку сончеви денови, кај што веројатно и D3 витаминот е понизок. Ние кај тие пациенти одредуваме нивото во серумот и навистина наоѓаме ниско ниво на D3 во серумот. Така да на дополнувањето на тоа ниво секако е корисно и како ќе оди понатамо, сигурно дека на еден начин ќе допринесува
во ремисијата на болеста и во подобрувањето на симптомите. Во секој случај, доколку пациентот заболи од мултипла склероза, дефинитивно во текот на целиот живот ќе прима терапија, меѓутоа нема да може да се излечи. Да. Во секој случај. Во секој случај не може и секој случај има различен ток. Значи, некои имаат помалку или повеќе зависно од симптомите кои ќе се појават. Кажав дека има различни видови, подвидови на мултипла склероза. И прогнозата на болеста навистина не е баш добра. Таа зависи, рековме, од самата подгрупа во која спаѓа. Тука подобра рековме дека се тие бенигните форми, ремитентната форма кај женскиот пол. Значи, зависи од симптомите кои што се јавиле. Рековме дека најтешка форма имаат овие прогресивните форми. Така да, на крај, битно да сите тие пациенти, некаде 40% они не умираат од таа болест. Значи, они доживуваат старост некаде околу 70 години во просек. Меѓутоа, доживуваат со еден инвалидитет. И тој инвалидитет води до значи, неквалитетен живот. Исто така доаѓа до рекурентни инфекции, кога може од тие рекурентни инфекции да дојде до смрт. Суштина, самата болест не е смртоносна, меѓутоа е тешко инвалидизирачка. Исто така во тој третман на тие болни, јас мислам е битно и физикалната терапија на еден начин, еден мултидисциплинарен пристап е клjuč кон нивниот квалитетен живот. Така, доктор Кеилиевска, дали раното диагностицирање на мултипла склероза може да влие позитивно или без разлика кога ќе се диагностицира, таа ќе има свој напредок и ќе си го достигне врвот? Раното диагностицирање секако дека има. Значи, тоа е најглавната борба наша, да рано ја диагностицираме. Затоа што едино тука, додека се тие првите почетните симптоми, ние можеме да им делуваме. Значи, можеме да им делуваме најчесто и со тие кортикостероидна терапија, да се повлече така да самата мултипла не добие права клиничка форма на мултипла склероза, значи да биде се уште во една поблага форма, така да не мора да се појави во својата потешка форма, како што може понатаму да прогредира. Ќе се успори процесот, мислите? Па секој случај е за себе, значи не можеме да зборуваме воопштено, затоа што многу работи тука не се познати. Значи тука се работи на болест која што различно се манифестира. Меѓутоа, секако кога има само еден симптом, и кога вие ќе му дадете терапија, ќе се повлече тој симптом и може со години да го нема, тоа е еден бенефит за тој болест. Во секој случај, значи тој може понатаму да си продолжи. Имаме ние многу болни кои што на некој начин функционираат, тие одат и на своите работни места, значи во колку има разбирање за овие болни, да речеме, од работодавателите или значи, они се интелектуално на високо ниво, може да бидат за одредени степени, значи, работоспособни. Меѓутоа, онај дел кој ќе дојдат до потежок инвалидитет, кога се врзани во колички која не може да функционираат, за нив е тоа потежок период. Затоа е битно тоа рано откривање. А раното откривање е битно да и самите они се запознаени. Сега мислам дека младите доста знаат и доста читаат. Кај нас доаѓаат пациенти, баш денеска дојде пациент кој што сам читал, имал некои симптоми на слабост на едната рака, нога и по интернет, сега интернет е толку достапен, чита и помислува на мултипла склероза, поготоа што е млада личност. Доаѓа денеска и се испитува и се покажа дека нема баш тие потенцијалите што ги направивме во цираните, не се покажаа дека се променети, меѓутоа тоа се уште не значи дека нема мултипла, затоа што он има минимални симптоми, кои ние со неуролошкиот преглед ги откривме, па затоа понатаму се упатува да се доиспита, значи да направи магнет
Ако и на магнетот нема демилициони плаки, тогаш е уште подобро. Меѓутоа, ако има, тогаш треба да се направи лумбална пункција, како што рековме, за да се види дали има некоја гама-глобулински тип карактеристичен за мултипла склероза, значи имунолошка реакција во тој ликвор. Значи, битно е да се диагнозата до испита до крај. Значи, за да се открие во тие рани симптоми, кога може да се помогне на еден начин. Во секој случај, еден од начините, а може би единствен, за да се заштитиме самите себе, е тогаш кога ќе забележиме некои од симптомите кои што вие ги наведовте во текот на емисијата. Има многу симптоми. Така, да посетиме соодветен лекар и да направиме преглед. Јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте повторно гостин во емисијата Живе здраво на К1 телевизија. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве оставам во добро здравје, се надевам и се разбира, ви закажувам нова средба за 7 дена со нова тема.